إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Nije bi idnillahi ta'ala ke продолжиме со ова изворедна книга, а таја е Откривање на сомнежите од големиот имам Ал-Аллама, Ал-Имам, Ал-Муджахид Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, што секој еден од нас требит да го учит теухидот од Аллах субханаху ва та'ала, зашто Аллах субханаху ва та'ала велит во неговата книга: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Значи, не сум ги створил ни джиновите, ни инсот за ништо друго, освен за да ме обожаваат. И како што велит Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхум, дека лијаъбудун, значи да ме обожаваат, лијуахидун, значи еден и единствен да ме обожаваат, во сите врсти на обожавања да ме обожаваат, да ми ги посветат мене обожавањата. Шейх Ибн Баз рахимахуллах велит: وَالْعِبَادَةُ تَحْتَاجُ إِلَى عِلْمٍ. И тој ибадет што ти е тебе задолжен, што немаш ти тука, значи, избор како роб на Аллах субханаху ва та'ала, за тој ибадет, велит имам Ибн Баз рахимахуллах, имаш потреба ти за знаење. Зашто без знаење ти не можеш да го спроведиш тој ибадет. Без знаење ти не можеш да го спроведиш тој ибадет. Затоа, значи, важно е, врвно важно е да ние да учиме ова знаење, овие книги на шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, за да бидиме спремни со аргументи. Зашто луѓето на заблуда, луѓето на ширкот, луѓето на новотаријата, тие немат да бидат смирени и спокојни кога нас не гледаат, ние се држиме цврсто за чистиот, вистинскиот ислам. Тие увек и секогаш ќе покушуваат на луѓето на вистината да им стават сплетки и сомнежи во нивната вера. И затоа беше причина да оваа книга е напиша шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, е напиша оваа книга Кешфу шубухат, Откривање на сомнежите, како одговор за оние луѓе што се држат за теухидот, кога беа нападнати тие од луѓето на сомнежите, од луѓето кои обожаваат гробовите, за да оправдуваат нивните дела. Зашто тие не идат тие кај нас со, значи, отворени раце и ти велит: јас сум во заблуда, јас сум во погрешен пат. Не, тој ќе се обидуваат да ти внесит во твоето срце сомнежи со кој тој ќе ти го расипит твоето вистинско верување. Вели шейх Мухаммед рахимахуллах дека фаджундуллахи хумул галибун бил худжати вал лисан кема аннахумул галибуна бис сейфи вас санан. Но Аллаховата војска, тие се победниците, победници со аргументи и со јазик. Исто тие се победници и со сабја. Wa innama al-khawfu ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Но страхот
Strahot je za onaj monoteist, za onaj muvahid koji odi na ovaj pat, a nema s onego zaštitna oprema. Znači, strahot. Za kogo se plaši šejhul islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah? Za onaj muvahid koji sakad da odi po ovaj pat, no to je nemat opremna zaštita. Znači, ta opremna zaštita je to znanje. To znanje, znači ako nemaš ti znanje, v momentu koga ida ti je somneži, koga ti se napađaš, što ti je somneži, ti si padna dvonivnata košnica, dvonivnata stapica i ti ne znaš koga ke izleziš. Koga ke izleziš od tije somneži. Zato znači strahot je za onoj muvahid. Muvahid je znači onaj monoteist koji go implementira v njegovi život monoteistod, što obožavat jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. No za nego, iako to je počinal da go praktikuva teuhidot, strah postoji da to je da zabludi, da skršne to dvestinski otpad koga to je sakad da go odi toj pad bez opremna zaštita. Bez opremna zaštita. A ta opremna zaštita je što? Znanje. Znanje znači od Kur'ana i sunnetu na pekamberu sallallahu alaihi wa sallam. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْنَا بِكِتَابِهِ الَّذِي جَعَلَهُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala ni go dade toj blagodat, a to je njegovata knjiga. Što je napravi njegovata knjiga, Allah ta'ala go opišuvat Kur'ano. Što je Kur'ano? Tibjanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Znači Kur'an je objasnuvanje za se i patokaz i milost i radosnica za muslimanite. Znači Kur'an, kako što go opišal Allah subhanahu wa ta'ala, to što go objavil, to je Kur'an, što je to? Objasnuvanje za se, patokaz, milost i radosnica za kogo? Za muslimanita. Za muslimanita. Znači, što znači to velit šejh Salih alu šejh hafidahullah? Deka nije imame argumenti vo Kuranot protiv tije somneži koji može bi bile nije napadnati od strana na lugeto na zabluda. Da li se tije mušrikun, da li se kufar, da li se novotarci, tako na tamo, našite dokaze se vo Kuranot i isto taka vo sunnetu od pekamberot sallallahu alaihi wa sallam. Zašto ahlu sunna wal džema'a ne razlikuvatije među Kuranot i sunnetot vo argumentiranje to. Zašto? Dvete se objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Kako što je Kuranot objava od Allah subhanahu wa ta'ala, taka isto je i sunnetot objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto pekamberu sallallahu alaihi wa sallam, kako što velit, mene mi je daden Kuranot i nešto slično kako nego. Znači to je sunnetot. Isto Abdullah ibn Amr ibn Az radijallahu anhuma, koga go mu rekla mušricite vo Meka, zašto ti pišuvaš se i se što od Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, toga što ga mu go kaža, to Abdullah ibn Amr ibn Az radijallahu anhuma na pekamberu sallallahu alaihi wa sallam, mu reče pekamberu sallallahu sallam, pišuvaj se od mene, zašto ništo ne izlagat od ova, znači pokaža, so pokazale su kod svojata usta, osven vistina. Osven znači vistina. Zato znači nije trebit znači da ne razlikuvame vo argumentiranje to među Kuranot i sunnetom na pekamberot sallallahu alaihi wa sallam. Zato znači da bidiš vo sigurnost, da bidiš vo jasnost, vo tvoje to odenje, vo tvoja ta pateka kon tvoj gospodar, vo ovaj život, trebit da zemaš nauka, trebit da učiš znanje. Znanje koje izvirat od Kuranot i od sunnetot. So razbiranje na sahaba i na golemite imami od ovaj ummet. So razbiranje na sahaba i golemite imami na ovaj ummet.
Тоа е, значи, тоа е знање, тоа е вистинско знање. Потоа вели шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها. Никогаш не се случува да дојдете еден човек на заблуда со еден сомнеш, што го гледаат тие во нивните очи како аргумент, освен за тој сомнеш, постојат во Куранот ајети кои го уништуваат тој сомнеш. Значи, ама ова работа не ја дознава секој единеч. Ова работа се враќаш ти кај алимите. Кај алимите што се уцврстени во Куранот и во Суннетот. Некои работи кога ти ги слушаш некогаш ти изгледаат огромни, но кога го слушаш како го прашуваат имам Салих Фаузан хафидахуллах, ги ваѓат од себе како да е најлесно нешто за него. И мирно, спокојно, не со вознемирување. Зашто знаеш дека Куранот кај него, брат, цврсто. Цел живот. Затоа важноста е многу враќањето наше кон алимите, кон вистинските алими, брат. Не алими само наречени алими. Исто Куран وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا, и Куранот го објаснуваат тој сомнеш, тој аргумент нивниот заблудните луѓе, објаснува, значи, јасно, значи, нивната неваледност. Кема кала та'ала, како што велите Аллах субхана ва та'ала во Куранот: وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Велит Аллах субхана ва та'ала, и тие не доаѓаат. Значи, луѓето на заблуда, дали се мушрикун, дали се куфар, дали се новотарци, тие не доаѓаат со никаков пример, а ние да не ти донесиме вистина и најдобро толкување. Алимите, велит имам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кала ба'дул муфесирин, рекоа неколку муфесирун на Куранот дека хази ајатун عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Овај ајет ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا, овај ајет е општи ајет кој важи до судниот ден, да никогаш не дојдат луѓето на заблуда со некои сомнежи, освен имат во Куранот одговор за тоа. Освен, значи, Аллах субхана ва та'ала пуштат луѓе кои имаат разбирање за Коран, што можат да му дадат одговор за тие сомнежи. Ама тие се алими, брат. Алими. Вистински со целиот збор алими. И потоа велит шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. И јас ки ти спомнам, значи овде шейх Мухаммед рахимахуллах му се обратуваат на оние луѓе за кои напиша шейхот оваа книга. Јас ки ти напомнам тебе неколку работи кои Аллах субхана ва та'ала ги спомнал во неговата книга како одговор за оние работи кои тие луѓе вас ви се аргументирале. Значи тие луѓе кога дошле, ти не дошли со празни раце. Тие дошле, значи донесле така речени аргументи нивни. Шейх Мухаммед рахимахуллах што му вели на тој, не му вели јас ки ти спомнам некои работи што јас ги мислам така се, јас тврдам можа така, не, јас ки ти спомнам работи од Аллаховата книга за одговор на тие сомнежи со кои дошле тие луѓе. Значи види важноста, значи враќање назад во Аллаховата книга, значи барање знање, барање патоказ, барање упатство, барање светлост, каде? Во Аллаховата книга.
Не барање упасу и светлост во зборовите на луѓето. Значи, ова е воспитување, брат. Ова е воспитување од овај иман да ги поврзиш луѓето со Аллаховата книга и со суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва селлам. Фанекул, тогаш ние велиме. Фанекул, велиме, или велам, джавабу ахли лбатили мин тариқаин, муджмелин ва муфассалин. Ова сега што мина од оваа книга беше во вид вовед, сето вовед. Одовде шех Мухамед рахимуллах вистински почина со одговорот на тие сомнежи кои дошле тие луѓе. Но овај вовед беше многу важен за ти да сватиш ова што ќе следи сега. Увек од време на време шејхот рахимахуллах ќе се враќат назад на овие бази во кои тој ти ги даде со тебе во почетокот на неговата книга. Зашто ова е знаење, брат. Ова е знаење. Некогаш ти може би идеш кај еден алим и прашуваш едно прашање кој тебе во моментот те интересира. Но алимот, знајт од твоето начин на прашување, од твојот начин на понашање и така натаму, дека ти не си во состојба да го сватиш тоа прашање, не си во тој степен, пред да сватиш некои други елементарни, есенцијални работи, за после кога ги имаш тие елементарни, есенцијални, фундаментални работи, да можеш после ти тоа знање да го градиш, да биде, значи, тоа знање, брат, да имат ефект. Се ти, ќе ти окажете одговорот, ти после пак ќе замениш и друга сомнеш ќе дојде малце поинаку во тој одговор, ти си пак падната. Пак си се тресиш. Пак си во колебање, во неизвестност. Зошто? Зашто ти немаш база. Ти немаш база. Кога имаш база, брат, ти увек се држи на таа база. Без база, брат, џабе е. Џабе. Значи, ова е и верски гледано, а и во дуњалочките работи, брат. Ако ти немаш база за кој занат да бараш, или кој школо да учиш медицина, што ти знам ја, ако немаш ти база, ти џабе ти е све, брата. Значи, затоа прво се учат елементарни работи. После на тие елементарни работи, фундаментални работи, се градат другите работи. Затоа шех Мухамед рахимахуллах во почетокот, значи, го направи овие вовед, за да разјасни некои работи што се многу јасни. За потоа ти, кога ќе спомнуват шејхот рахимахуллах некои работи, само ќе те подсетуваат на тие што мина и ти, значи, треба да го приклучиш тука тоа што си го учел. И затоа тоа е важноста, брат, на повторување на знаењето. Значи, знаењето, брат, барат повторување. Да го повторуваш. Ако ти не повторуваш во знаење, брат, се ти е џаба. Значи, ти треба да повторуваш ова знаење. Без повторување, брат, нема знаење. И затоа многуте муслимани во нашата денешница, кога тие ќе дојдат, сега треба да учат книга, па ние велиме фанекулу џавабу ахли лбатили мин тариқаин, муџмел муфассал, му читаш реченица по реченица, тој не му интересно тука. Тој сака нешто илахија се запеат тука, некој нашид, некој хумор да се направи. Тоа го разбираат сите тогаш. Ама вакви работи што треба да пазиш, што се рекло пред 10 страни, 20, а тој овде ти оповрзуваат, ова е тешко више. Ова не му прави, нему интересно. Значи, ние треба, брат, или да учиме, или, значи, да не губиме време во вистина. Така иде тоа работа. Значи, многу е важно, значи, знаењето да се репетира, да се повторуваат. За да добиеш, брат, мелека во знаењето, да добиеш, значи, багаж. За да добиеш багаж ти во знаење. Разбирате што е багаж? Значи, багаж. Ама не багаж со пари. Или багаж со материјал, што ти знам ја, роба. Не, багаж со знаење. Тој багаж не иде преку ноќ. Требат годиња да поминат. Годиња. За да имаш, да те биде, значи, знаењето твое, значи, знаењето да биде како багаж, брат. Каде одиш, ти одиш со јасност.
Секој чекор твој е во јасност, брат. Кога има знање ти, секој одење твое, секој чекорење твое, секој делување твое е со јасност. Ваќе ти оиш на умра, оиш на хач, оиш таму, оиш ваму. Ти кога нема знање, ти си увек во сомнеш, увек во колебање, увек не ти е мирно срцето, дали го направив како треба, дали не, дали ова, дали ваќе. Ти наместо да го уживаш што ибадет, брат, да срцето твое се отпушти, да е чисто поврзано со Аллах Таала, ти се загрижуваш со многу други работи што шејтанот ти губи, можеби за да губиш ти хушу во тој ибадет, губиш наградата во тој момент. Значи овие работи се многу важни, брат. Шех Мухамед рахмелла вели сега овде дека одговорите спрема луѓето на невистина се со два врста начини се случуваат. Одговор джавабун муджмел ва джавабун муфассал. Имат одговори, значи врста на одговорите спрема луѓето на невистина, спрема луѓето на заблуда. Имат два врсти на одговарање. Одговор, општи одговор и детални одговор. Значи, кога одговараш, некој пат алимот, ти го прашуваш некој прашање, тој одговара со општи аргументи за таа работа. Ама ти дека не знаеш дека имат општо одговарање и детално одговарање, ти само го бараш деталното, ама алимот може немат време, немат можности, не знам што не, ти дават општи одговор, ти не го сваќаш. Ти велиш, овој не ми даде мене одговор. Во вистина ти си сам незнајко. И ти пак покушуваш како студент во Медина, можеш да и го прашуваш алимов повторно и повторно. Во вистина алимот си мисли во тој момент за тебе, овие не ме свати мене. Во вистина овие не заслужува никаков одговор. Ама ова треба, брат, за да добиеш, значи, ваков осет, требаш да бидеш воспитан кај алимите. Ако тебе не те воспитал алим, како ти ќе станеш алим? Ако тебе не те воспитал некој доктор, медицина, ти како ќе станеш медицинар? Значи, доктор. Ти не си учил никај доктор, никај ова, никај она, ти сакаш доктор да бидеш, да имаш ординација, сите дират кај тебе. Не можат. Таки во верава, ти ако не си воспитан од алими, брат, ако не си ги, овие коленици, ако не се научени да седат пред алими, брат, како ти ќе станеш алим? Ама најлесно алим, по разбирање на балканците кај нас тука, брат, нема потреба кај алимите. Зашто ние сме сами алими. И завршени моабетов. И сите се допишуваат на Фейсбук, на Твитер, алим, овија, шеих, овија, и таке натаму, и таке натаму. Зошто? Кога ќе се направиме ние меѓу себе алими, алейки селам, рахматуллах. Кога ќе се направиме ние меѓу себе алими, тогаш више, алейкум селам, рахматуллах. Алейки селам, рахматуллах. Кога ќе се направиме ние алими меѓу себе, тогаш више немаме потреба за вистинските алими. Ама тоа е почетокот на заблудата. Аммал муджмел, што се однесуваат општи одговор. Значи, сега почина шех Мухамед рахимуллах, што значи општи одговора? Значи, општи одговор да му донесиш на еден човек кој е во заблуда. Аммал муджмел, општи одговор. Фахуа ел амрул азим. Ова е огромната работа. Значи, муджмел, слушајте внимателно. Значи, муджмел, општи одговор. Арапски муджмел. Муджмел. Општи одговор. Општиот одговор е емру азим. Некоја работа што е огромна. Wal faidatul kebira limen aqalaha. И имат огромен придонес во неја. Кој ја разбира само? Кој ја разбирате? وذلك قوله تعالى. И тоа е говорот на Аллах субхана ва таала. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Velit Allah subhanahu wa ta'ala, toj ti objavi tebe knjiga. Znači na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Toj ti objavi tebe knjiga. Vo taja knjiga se najduvat jasni ajeti. Jasni ajeti znači ajatun muhkematun. Jasni, precizni ajeti. Hunna ummul kitab. Tije se majkata ili se temelot na knjigata. Znači na Kuranot. Ajatun muhkematun, tije se znači temelot na Allahovata knjiga, na Kuranot. Majka. Znači ummul kitab, znači majka na knjigata. Wa ukharu mutashabihat. I drugi imat ajeti vo Kuranot koji se nejasni. Ne se jasni, mutashabih. Ne se jasni. Znači, voznivnoto značenost. Mutashabih se. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, no oni je luge koji imat zabluda vo nivnite srca, oni je luge koji imat zabluda vo nivnite srca, fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Alejhi selam rahmetullah. Tije go sledat fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Znači tije sledat, znači oni koji ima zabluda vo nivnite srce. Koji ajeti gi sledat tije vo Kuranot? Muhkamat ili mutashabih? Jasnite ili ne jasnite? Allah ta'ala veli fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fa yattabi'una ma tashabaha minhu. Tije sledat oni je ajeti koji ne se jasni vo Allahovata knjiga. Znači oni koji ima zabluda vo nivnite srca, bolest, tako je rečeno po naši vo nivnite srca, tije gi baraat oni je ajeti koji ne se jasni. Zašto? Ibtiga el fitna. Tije baraat vo toa, posakuvaat vo toa fitna. Neredi da imat. Wabtiga ta'wili. I tije baraat za nivnite strasti takvo tolkuvanja. Znači na tije ajeti tako da se tolkuva sprema nivnite strasti. Potom veli šejh Muhammed rahimahullah, وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال, i ja autentično preneseto od našeg pekambera sallallahu alejhi ve sellem da rekol: "Iza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladina samma Allah fahdharuhum." Ako veli pekambera sallallahu alejhi ve sellem, ako gi vidite oni je luge koji gi sledat oni je ajeti što ne se jasni, tije se tokmu oni je luge koji gi spomnal Allah v ovaj ajet. Bidite predupredeni od njih. Znači, bidite predupredeni od njih. Сега некој може да се прашат зошто овај ајет го спомнува шејхот рахимуллах во врска со одговор општи. Како е поврзувањево? Како е врскава релацијава меѓу ајетов со одговоров општи одговор? Што значи кога ќе ти дојди тебе еден човек со работи кои не се многу јасни и покушува тој со неговите сомнежи да ти ги расипи тебе темелите во верата, ти му велиш дека вистинските верници се враќаат на ајату мухкемат, на јасните ајети. Ти ми кажуваш мене за шефает, да барам шефает од пекамберот, да барам шефает од шухада, да барам шефает од мртвите, да барам шефает од евлија. Овие работи се муташабих, не се јасни. Што е мухкемат? Дека Аллах Таала ги осуди мушриците во времето на пекамберот саласан за мушрици поради нивното барање шефаат од мртвите луѓе, од пекамберите, од мелајкината. И така, значи, ова, значи, вистинските верници увек се враќаат тие на мухкематун, а не муташабих. Шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах, во неговото објаснување на оваа книга вели дека некој дел од алимите, од муфесирин, односно, рекле, што е хикма, што е
što je mudrosta da Allah objavil ajeti što se jasni i nejasni. Što je hikma? Kada je mudrosta? Kada stoji mudrosta tuka? Vela talimite, innal hikma min vujudil mutašabihat fil Qur'an hija el ibtila'un. Mudrosta da postojat mutašabihat u Allahova ta knjiga, znači nejasni ajeti, to je iskušuvanje, testiranje. Testiranje li kej jehtebiru Allahu ibadahu, za Allah ta'ala da gi testira njegovite robovi. Kejfe ja'melun, kako ke bdeluvatije, hel yusallituna ahwa'ahum mustadilluna bil mutašabih, da li tije ima da gi sledat nivnite strasti i ke sakat je nivnite strasti da gi argumentirat so zemanje na nejasnite ajeti. Znači, gledaš se tije luge, znači na zabluda što se tije ne ide take so prazni race, to je mora da doj nešto so Kurano, so hadis, što to jama je mutašabih, nema jasnost tuka. A to je go zema nego za argument. Ti teka ne znaješ teka to je mutašabih, ti misliš ave donese to je argument. To argumentiraš. Za da gi testirat Allah subhanahu wa ta'ala njegovite robovi, za da vidit Allah ta'ala kako ti je ke deluva, kako ti je ke rabota. Da li ti je nivnite strasti, emociji ke gi sledat i ke gi opravduva so ti je mutašabihat ili ti je ke se odstranat, ke gi iskorenat nivnite strasti. I ke gi sledat, znači ti je muhkamat, ke gi sledat, znači ti je jasnite ajeti. Imaš jedan čovek od Irak, vo vremeto na Omar ibn al-Khattab radijallahu an, koga beše halifatu muslimin, znači beše halifata, vladar na muslimanite, Omar al-Faruq radijallahu an. Ime to njegovo je Isl ibn Sabir. Isl ibn Sabir beše od Irak. Dojde vo Medina, od Irak dojde vo Medina. I postavaše prašanja za onije ajeti koji se mutašabih, nejasnite ajeti. I muslimani teka bija vo jasno zvonivnata vera, go izvestije Omera radijallahu an, deka došel čovek od Irak i njegovata griža, njegovata zadača, je to non stop da postavat prašanje, vo vrska, znači za ajatun mutašabihat, znači oni ajeti koji nese jasni. Omer go povika. Koga go povika, mu vleze so stapot da gudira po usta. Nego prašuvaš, ti si naš brat, ti si dobar, ti imaš dobar nijed, može. Ne gudiraše po usta. Duri mu je raskrvari ustata. Togaž reče toj čovek, ja emirul mu'minin, o vodiš na vernicite, ti je misli, yani afkar yani misli, što ideji, što ima izleta, tarat znači izleta, isčezna od moja glava. Togaž Omer mu naredi njemu da se vrati vo Irak nazad i 1 godina da im kaže na Irakčancite da go bojkotira od nego. 1 godina. Znači, to je da je izvesit vo Irak luđeto. Koja ke mu dala selam, da reći ne da mi davate selam, Omer naredil da me bojkotirate 1 godina. Za se dokaže tvoje to teube iskrajno. I taka napravija, 1 godina. Znači, zašto to je prašuvaše za tije ajeti mutašabihat. I ti što ima, znači, bolest, vonivnite srca, tije se zavlagat vo tije ajeti koji se nejasni, a vo vistina mislite ka toj se najduvat vo ajetite koji se jasni. I toj mislit vo toj moment, kako što li šejh Salih al-Šejh, toj mislit vo toj moment, deka toj se ga razbirat, znači deka toj se ga znaje da raboti, koji nikoj ne gi razbral. Znači, mislite ka toj se ga naučil raboti, shvatil raboti, koji nikoj ne gi razbral do sega. Znači, ova je patot na
raskинување врските меѓу алимите. Зошто тој, почетник на знање, почетник на барање на знање, тој со неговото незнање кои ајети се мухкемет, јасни и муташабихет, тој за да аргументира некои работи, може би аргументира тој со муташабихет, а тој не знае дека тој со нејасни ајети аргументирата. И така се вглабочува тој во нив, и во вистина тој во глабока заблуда се најдуваат, а себе си се мисли дека тој во правиот пат. И исто верувањето од Ехлу Сунна вел Џамаија, како што вели шех Салих ал Шейх, верувањето од Ехлу Сунна вел Џамаија е дека немат муташабихат мутлак. Значи да бидат ајети нејасни апсолутно. Имат муташабих нисби. Нисби е, значи, така по наше речено, процентуално нејасност. Што значи ова процентуална нејасност? Да може би на еден дел на алими збориме, не на почетници на знање, што немаат врска од знање, не на алими. Може би на еден дел на алимите не им се јасни некои ајети, но има други дел од алими што имаат јасност за тие ајети. Значи, не значи да речеме пример за ајетите, дека тие се апсолутно нејасни, никој не може да ги разбере нив, тие што се муташабих, не. Имат алими, кои Аллах Таала им дал знање и за тие ајети што се нејасни. Значи, не велиме ни во апсолутна форма, дека не постои ниеден алим на светот кој не ги разбира тие ајети. Значи, не им ја знаат нивното вистинско толкување, нивното вистинско тефсирање. Не постои тоа. Тоа е, да речеме дека некои ајети се апсолутно нејасни, во апсолутна форма, тоа е збор, како што вели шех Салих ал Шейх хафизахуллах, на луѓето на новотарија. Зошто луѓето на новотарија го велат ова? Значи, тие, брат, кога велат нешто, тие не го велат без ништо. Тие велат некои ајети се апсолутно нејасни. Зошто? Зошто тие ајети им ги разрушуваат на нивните верувања. За тој да избегнат од тој пат, за да не дојде дека тој го негират Куранот, ке рече овие се муташабих. Нејасни. За да не прифати тоа како аргумент против тоа неговото верување кој е во погрешен пат. Значи ти, брат, гледаш интригите. Значи ти не може да мислиш дека така лесни интриги, дека ти велат нејасни во апсолутна форма и така, она ќе значи. Не, тие имаат, значи, прето работи кои ги спремнуваат и кога ќе ги сервира тој, ќе рече нејасен, зошто па ваки и ваки. За тој да ти го оправда неговото верување. И ти да мислиш дека тој уште се најдуваат во вистински пат. Хауаридж во времето на сахаба ридвануллахи алейхи. Хауаридж ги зедоа токму оние ајети кои не се јасни, муташабих. И затоа паднаа во заблуда. Во таа огромна заблуда. Што да го убија Усмана радијаллаху ан и Алија радијаллаху ан. Зошто не знаат тие како да делуваат во тие моменти, за да знаат кој се муташабих, кој се мухкемет, не се вратија кај сахаба. Значи не се вратија кај алимите во нивното време, кои беа тие сахаба ридвануллахи алейхим, за да се зачуваат себе со таа заблуда. Значи во моментот кога човекот над себе си свој се остават, се потпира над себе си свој, и мислите дека тој знаит и тој ќе открие вистината, без прашување, без консултирање со алими, тоа е почетокот, значи, на неговата несигурност, за да падне во заблуда. И може би тој нема да сети на крај. Може би тој нема да биде значи, да реализират дека тој скршнал вистинскиот пат. Затоа, кога ќе видиме ние, како што рекол пекамберот салаллаху алейхи ва саллям, кога ќе видиме ние дека луѓето идат и ги земаат оние ајети за база кај нив, кои се нејасни,
тогаш треба да бидеме ние предупредени. Се Аллах Таала не предупредил нас во неговата книга од тие луѓе, дека тие имаат болест во нивните срца. Имаат тие болест во нивните срца. Вели шех Мухамед рахимахуллах, мисалу залик, пример за ова што го спомнавме. Ида кала ба'дул мушрикин, ако речат некои мушрици, ала инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум јахзанун. Навистина Аллаховите евли нема да имат страв за нив и нема тие да бидат тажни. Ова е Аллахов збор. Значи, ова е ајет во Куранот, дека за Аллаховите евли кои се? Пекамберите, сиддиқин, шухада, салихин. Тие се Аллаховите евли. И како што рекол имам Абу Ханифа рахимуллах, ако не се алимите Аллаховите евли, тогаш Аллах немат евли. Зошто повеќето луѓе мислат дека некој е евлија ако тој ја прави работи чудни, што не може никој да ги направи. Значи летат во воздух, однад жарје, прави работи, велат овие е евлија. А тој висна е џавол. Во вистина, вистинските, како што напишал шејхул Ислам ибн Теймија рахимуллах книга Ел Фуркан бейна аулијау Рахман ва аулијау Шејтан. Разликата меѓу евлите на Ар-Рахман, на семилосниот, и евлите на Шејтанот, шејхул Ислам рахимахуллах, кога ги опишуваат евлите Аллахови, од нивните особини е да тие, ако им се случат некои чудни работи, тие ги кријат нив. Значи, тие не ги кажуваат на народот. Не се фала со тие работи. А оние кои се лажни евли, тие под секоја цена сакаат да се дознаат дека не му се случило нешто ван сериско, така речено. Тогаш знаете дека тој е неискрен. И после се сликуваат и се снимуваат и така натаму. А ти од каде знаеш дека пред тоа се договорени тие? Се некои луѓе велат, абе видов на YouTube, така? Голечи, стануваат, беше в количка. Ти од каде го знаеш тој човека? Од каде го знаеш дека беше в количка? Па беа 20 души, 30, што се соберат ние в соба овде и да правиме, ајде едно и секој ќе поделиме после парите. Док имаш милионски кликови на YouTube, ќе ги поделиме меѓу 20 души тие пари. Значи, не оставај да те лажи да си игра некој со твојата вера. Не се земат верата од YouTube-а. Затоа, значи, овај ајет, дека за Аллаховите евли немат страф и немат тага, значи, да бидат натажени, ова е значи Аллахов говор. Но што сакаат мушриците да докажат со ова, кога велат тие, слушај, еве ќе ти донеса, ја тебе доказ. Тој сака дека за Аллаховите евли немат страф и немат тага да те внеси тебе дека дозволено е да се барат шефаат од нив. Во вистина, за здраво срце, за едно срце што е монотеистичко срце, овде не постои аргумент да ние да бараме од нив шефаат. Но тие луѓе покушуваат со нивните сплетки и интриги да ти направат паметот дека во овај ајет, поради нивната позиција што имаат дека Аллах Таала евлите, дозволено е значи се барат од нив шефаат. Дозволено се посвети на нив значи молитва. Примерско спомнат овај ајет, значи ала инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум јахзанун. وأن الشفاعة حق نبلا نشي شفاعة دي вистина وأن الأنبياء لهم جاه عند الله пекамберите имаат привилегија кај Аллах Таала. Што значи джахун? Значи позиција, привилегија. Джахун арапски има тој таква привилегија, позиција кај Аллах Таала, ако побара тој од Аллах Таала некоја работа, не му се враќа нему. Значи, гледаш, овде ти поврзувата. Од степен на степен, прво што кажа, еулија, после ти вели, тој има джахун. Джахун што е? Ако бара тој ке Аллах нешто, не му го врачат Аллах нему. Значи, ако ние му се молиме на него, затоа да му се моли на Аллах за нас,
Allah ne mu го враќа нему никогаш тоа барање. А тој токму со тоа излага од верата тогаш. Ама тој така ти го разубавуваат. Со тоа ако ти рече тебе ти правиш ширк со твоето дело, ти излагаш од верата, не сака таа работа. Не ти ли тој види, ти на ти евлим се молиш да, ти има джехун, има позиција, привилегија кај Аллах. Што значи тоа позиција, привилегија? Да тој кога би му се молел на Аллах за некоја потреба за тебе или за мене, таа не се враќа од Аллах за тој човека. И ти тогаш, чим така е, там ќе му се моля нему. Во тој момент кога му се молиш нему, ти не си веќе муслиман, ти си мушрик. Мушрик. Оваа вера не е, брат, ја сакам, или имам желба, или не знам што, не. Оваа вера има бази, има правила. Не оваа вера со наследство. Наследи од татко ми, од мајка ми, од стар баба ми, беа што да видиш ним како беа муслимани, ќе ти мрднеше главата. Не. Сам ти. Ако паднеш во ширк, не ти вреди ништо. Ни бабо, ни нана, ни татко, ни ништо. Затоа, значи, пази се добро од интригите. И не беше далеку ланска година тој братот што кажуваше во гробиштата кога дојде во Турска. Значи, додат наназад од гробиштава. Си има страв, тој мртвиот ќе ги нападне после, ќе ги наштети. Значи, брат, човекот бил со луѓе што веруваат, значи, тие денеска живат во нашава денешница. Кога одат на гробишта, да не ги оставаат гробиштата да им ги свртат грбот на гробиштата, туку додат наназад, да бидат со нивното лице кон гробишта. Ако би го свртиле грбот на мртвите, може да им наштетат. Тоа Сулејманџи рече. Значи види, тоа ги имаат, брат, не може да мислиме дека ова немаат реалност, што учиме ние, не имаат голема реалност оваа работа. Вели шех Мухаммед рахимахуллах: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله, или тој спомнува некој хадиси од пекамберот салаллаху алейхи, што сака да се аргументира со тие хадиси за неговата заблуда. وأنت لا تفهم الكلام الذي ذكره. Но ти, кога тој мушрик ти иде тебе со некои сомнежи, ти не ги сваќаш тие сомнежи. Значи ти не знаеш како да му одговориш на тие сомнежи. Овде иде, значи, одговорот, општи одговор сега ќе се поврзите. Значи ти иде тебе човек, сака да ти внеси сомнежи во твојата вера, во твоите убедувања што ги имаш. Тој ти аргументира тебе со Аллахови зборови или со хадис од пекамберот салаллаху алейхи ва салем. Но ти не ги разбираш ним, немаш добиено објаснување за тие хадиси, за тие ајети, немаш непознавање на тефсир. И што се случува тогаш со тебе? Вели шех Мухаммед рахимуллах: фаджавибху биқаулик, тогаш одговори му нему со овај збор: Инна Аллаха ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. Како прво што ти би одговориш, ќе му речиш: знаеш што, дека Аллах Таала ги спомнал во неговата книга оние луѓе кои имаат болест во нивните срца, дека тие ги оставаат настрана ајетите јасни и ги земаат нејасните ајети. Значи прва работа која може да, значи ти имаш ова ти тебе база. Не пробувај далеку дош пат како да му одговора сега. Зашто можеш во покушување на одговарање ти, можеш да паднеш во многу поголеми грешки, што ти сами од себе се пропастуваш. Значи прва работа ти му велиш дека Аллах Таала ги има спомнато во неговата книга. Оние луѓе кои имаат болест во нивните срца, да тие луѓе ги оставаат јасните ајети, ги оставаат и ги земаат нејасните ајети. وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معنا. Потоа ќе продолжиш му велиш: но јас што ти спомнав тебе, значи види во почетокот, значи што научеше шејхот рахимуллах, јас што ти спомнав тебе дека мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салем го прифаќаа потполно теухид рубубија. Значи што значи теухид рубубија? Скратено, дека Аллах е создател,
snabdувач и управач на целиот универзум. Значи, во оваа врста на теухид, категорија на теухид, нема мушриците никаков сомнеш. Значи, потполно го прифаќа тоа за Аллах Таала. Но, што ги направи нив неверници, тие ги поврза нивните срца со мелакината, со ангелите, со пекамберите, со евлијате и рекош за ним за мелачината, некој што обожаваше мелачината, некој што обожаваше пекамберите, некој што ги обожаваше еулија, евлиите, што рекоа тие? وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Значи, тие се наши посредници кај Аллах субхана ва таала. Значи, тие не рекоа мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, овие се нашите создатели. Значи, не рекоа тие дека создаваат. Не рекоа дека тие нас не снабдуваат од небото и од земјата. Не рекоа дека тие го управаат универзот. Не рекоа ништо од тоа. Што рекоа? Овие се нашите посредници. Кај кого? Кај Аллах субханаху ва таала. И оваа работа, вели шех Мухамед рахимуллах, хада амрун мухкамун бейин. Оваа работа е јасна. Значи, што е јасна? Дека мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам го прифаќаат теухид рубубија, нема никаков спор со теухид рубубија, но нивниот куфр и ширк што се случи беше нивното поврзување со мелачината, со ангелите, со пекамберите, со евлите, што рекоа тие дека овие се нашите посредници и што не приближуваат кај Аллах субханаху ва таала. Ма на'будухум, велите Аллах таала за мушриците што велете на пекамберот салаллаху алейхи ва салам на сахаба, ма на'будухум. Јани ние не ги обожаваме ни мелачината, ни киповите, ни дрво, ни страчка, ни мачка. Ма на'будухум илла лиюқаррибуна ила Аллахи зулфа. Освен тие да не приближат нас кај Аллах таала. Значи, тие знаат дека тие не створуваат, не создаваат, не снабдуваат. Тие знаат дека овие работи се Аллахови права. Но тие бара оним приближување кон Аллах. Тие бара шефаета кај Аллах субхана ва таала. Токму тоа шефает барање ги сврдени од верата, односно ги направи мушрици. И оваа работа е јасна, значи. Е јасна што не може никој не може да му го смени неговото значење. Потоа вели шех Мухамед рахимуллах, وَمَا ذَكَرْتَ لِي أَيُّهَا الْمُشْرِكِ مِنَ الْقُرْآنِ. А ти што ми спомна мене оти мушрик од Куранот, значи أَيُّهَا الْمُشْرِكِ овде вели, оти мушрик, што си ми спомна мене од Куранот за аргументирање, أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم, или говорот пекамберот صلى الله عليه وسلم, لا أعرف معناه. Не познавам ја значеноста на тие ајети, на тие хадиси. Значи, види, треба да имаш овде требаш да имаш големо пазење. Да речеш ла а'рифу ма'наху. Ова е голем проблем кај многуте луѓе, што не можат да речат не знам. Овде што вели шех Мухамед рахимахуллах, ти треба да му речеш нему ла а'рифу ма'на. Ти што ми ги спомна тие ајети што сакаш да аргументираш за шефаетот, да се барат од евлите и други работи и говорот пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ја не знам, не го познавам значеноста, вистинската значеност на тие ајети, тие хадиси. Не ја познавам. Точка. Не ја познавам. Лакин, но јас ти велам тебе, му велиш лакин, ақтау, јас сум сигурен. Види, значи, ова е верување, ова е иман, ова е, значи, цврстот. Ақтау, анна келам Аллахи, ла јетанақаб. Wa anna kelama an-nabi sallallahu alejhi ve sellem la yukhalifu kelam Allah. Но јас сум сигурен, јас сум убеден дека Аллаховиот говор меѓу себе нема контрадиција. И говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам не е во контрадиција со Аллаховиот говор, никогаш не може да бидете. Ама јас ја не знам значеноста на тие ајети. Ја не знам како да ги склопам. Ова треба многу ова требаш ихлас да имаш, искреност да имаш. Се ти кажеш, овие ќе мисли за мене сега, види, ја не знаев, тој спомна ајети, тој спомна хадис, ја му вела не ги знам. Не гледаш што ќе рече тој за тебе, гледаш што мисли што ќе рече Аллах Таала за тебе. Се важноста е што е твојата позиција кај твојот создател Аллах Таала. Не е твојата позиција кај луѓето.
Ti mu veliš, ja ne znam značajnost. La a'rifu ma'na. Ibn Qayyim rahimahullah veli, koji ne učit da velit ja ne znam, ke bidit mnogo pati ubijen. Znači to ubijen znači дека во текот значи на неговото живење, значи убиен, ова не значи убиен со зборот убиен, значи убиен во страна на од верата, значи ќе биде увек значи уништен, односно уништен, ќе биде многу пати уништен. Значи да велиш не знам, не знам. Абдул ибн Аббас што вели ради Аллаху ан, дел од знаењето е да речеш не знам. Дел од знаењето е да речеш не знам. Тоа е знаење, да знаеш дека не знаеш. Го прашал еден од селев, што е полош од незнаењето? Рекол, незнаењето за незнаењето е полош од незнаењето. Разбравте ли не? Значи, да не знаеш дека не знаеш, ова е полош од незнаењето. Има многу луѓе. Не знаат дека не знаат и продолжуваат пак да зборат за верата и за други работи. А не знаат и луѓето дека не знаат. Ова е болест. Болест. Слушаат некои 2-3 видеа на YouTube, станува шејх, више готово. Тој знае све. Тој дават фетви, тој дават одговори. Тој советува други луѓе. Зошто знаат нешто? Тоа вистински не го знае тој. Во YouTube, брат, нема знаење. Темелно да учиш. Ако беше YouTube од знаење, брат, алимите ги прекинеа нивните збирки на знаење. Кај е доволно, тие ќе семе дома сите, помирно дома, потопло дома, поудобно дома. Што има потреба да иде шејх Абдул Мухсин Ал-Аббад секоја вечер од неговата куќа до Месџид Небави во Медина со 86 години, брат. 6 вечери во неделјата. Значи, ќе речеш, ја од дома ќе ви кажа ова, на YouTube. Но тоа не е знаење, брат. За да учиш темелно знаење, требаш да седнеш кај алимите. Да учиш кај алимите. Значи, ќе му речеш нему, дека јас не го знам тоа што ми го спомнати. Јас што знам овие јасности, дека мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тие се молеја на мелакина, на пекамбери, на евли, на добри луѓе и така натаму. Тие не веруваат дека тие се создатели, набдувачи, управачи, не веруваат, тоа го веруваат за Аллах. Но нивното молење за нив, за барање шефаат, за барање приближување ке Аллах Таала, токму тоа ги направи нив мушрици. Ова, значи, го знам јасно ова, со база, темели ги има за ова. Ти сега што покушуваш да ми кажуваш со некои ајети за евлите, дека тие знали нема страф и нема тажност и што сакаш да кажеш дека имате позиција ке Аллах и затоа треба да им се молиме ние преку нив да дојдеме до Аллах. Значи ја овие работи може не ги разбирам, не знам значајноста, дека ова е токму за тоа што сакаш да кажеш. Ја не знам. Но мене ми е јасно дека ова ти што сакаш да ми го кажеш, иако не го разбирам ја, и оние јасности што ги имаме ни од Куранот, што се ајатун мухкематун, јасни ајети, никогаш не може да бидат во контрадиција, во спротивност. Но јас во моментов не знам да ги насочам, да ги толкувам како што требите. Треба да прашаме алиме. Значи, разбрав това работа, му го вели, значи, со спокојно срце, не ја знам значеноста. И точка. Иако може би тој ќе мисли за тебе потоа, како му тоа бил 5 пати на хаџ, 10 пати на умра, не знам што, рекол не знам. Значи, речемо, ја не знам. За да се зачуваш. Шо вели шејх Мухамед рахмаллах на крај? وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ. Ова е навистина праведен и добар одговор. Да му речеш ова. Ова е праведен, добар одговор. وَلَكِنْ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ. Но овај одговор не го разбират освен оној кој му дал Аллах Таала успех. Значи, овај одговор не го разбират освен на онај кој му дал Аллах Таала успех. Фала тестахин бихи. Немој да го умаложаваш овај одговор, вели шејх Мухамед рахимуллах. Немој да го умаложаваш. Зошто? Велите Аллах Таала, фаиннеху кема кала Таала, како што велите Аллах Таала, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Ова ќе го постигнат само оние кои се трпливи и ова ќе го постигнат само оние кои поседуваат еден голем дел од тоа. Значи, тоа разбирање, тоа сфаќање, да овај одговор е добар,
не го постигнуваат освен кој? Оние кои се трпливи и кои имаат еден голем дел од трпливоста. Инша Аллах Таала, утре веќе ќе продолжиме каде сме застанали вечерва. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.